Приказни од тајната градина. Тајната градина. Глава 7. Колин и градината. Се разбира, најважно беше никој да не го види Колин, Мери или Дикон како влегуваат во тајната градина. Така Колин им нареди на градинарите да се држат подалеку од делот од градината во иднина. Следното попладне Колин беше однесен долу од еден слуга и го остави во својата инвалидска количка пред влезната врата. Дикон пристигна со својата врана, две верверички лисицата, и почна нежно да ја турка инвалидската количка подалеку од куќата и отидоа во градината. Мери одеше покрај нив и покрај инвалидската количка. Пролетта навистина пристигна сега и се чинеше многу возбудливо за Колин, кој толку долго живееше внатре. Го намириса топлиот воздух од пустелијата и ги гледаше малите бели облаци на синото небо. За кратко време ја слушна Мери како вели: "Овде го најдов клучот, а ова е вратата и ова е тајната градина." Колин ги покриваше очите со рацете, додека не влезе внатре меѓу четирите високи ѕида, а вратата беше повторно затворена. Потоа погледна наоколу во розите кои се качуваат по старите црвени ѕидови, розовите и белите цветови на овошките, и птиците и пеперутките насекаде. Сонцето му го згреа лицето и одеднаш свати дека се чувствува поинаку. "Мери, Дикон," извика тој, "ќе бидам подобар, ќе живеам за секогаш и за секогаш." Додека Дикон ја туркаше инвалидската количка низ градината, му ги кажуваше имињата на растенијата на Колин. Сонцето светеше, птиците пееја и во секој агол од градините имаше по нешто интересно за гледање. Трите деца разговараа и се смееа и до крајот на поплатнето сите тројца зборуваа со јокширски дијалект. "Ќе се враќам овде секое попладне," рече Колин. "Сакам да гледам како работите растат. Наскоро ќе бидете доволно силни за да одите и да копате. Ќе можеш да ни помогнеш во градинарството," љубезно рече Дикон. "Дали навистина мислиш дека ќе можам да одам и да копам?" праша Колин. "Секако дека ќе можеш. Имаш нозе како нас." "Но тие не се многу силни," одговори Колин. "Се тресат и се плашам да застанам на нив." "Кога сакаш да ги користиш, може да му кажеш на Дикон." Градината за момент беше тивка. Одеднаш Колин рече: "Кој е тоа?" Мери ја сврте главата и го забележа лутото лице на Бен како ја гледа преку ѕидот во градината. "Што правиш во таа градина, млада господица?" извика тој. Тој не ги видел Колин и Дикон. "Робинот ми го покажа патот, Бен," одговори таа. "Ти, дали знаеш кој сум јас?" го праша момчето на столот. Стариот Бен се загледа. "Ги имаш очите на мајка ти," рече тој со треперлив глас. "Да, те познавам. Ти си синот на господин Крейвен, малото момче со крив грб." Колин заборавил дека некогаш имал болки во грбот. "Грбот ми е исправен како и твојот," извика тој. Бен се загледа. Го знаеше само она што го слушна од слугите. "Немаш крив грб?" праша тој. "Или криви нозе?" Тоа беше премногу. Колин беше бесен и тоа го натера да се чувствува силен. "Дојди тука, Дикон," извика тој и го фрли ќебето. Дикон беше покрај него за секунда. Намери се слоши од страв. Можеше ли Колин да издржи? Тенките стапала на Колин беа на тревата, а тој стоеше држејќи го Дикон за раката. Изгледаше чудно висок и ја држеше главата многу високо. "Погледни ме," му викна на Бен. "Само погледни ме. Тој е исправен како секое момче во Јокшир," рече Дикон. Солзите течеа по кафеното старо лице на Бен. "Рекоа дека ќе умреш," шепна тој. "Па можете да видите дека тоа не е вистина," рече Колин.
Сега симни се од зидот и дојди овде. Сакам да зборувам со тебе. Мора да ни помогнете да ја чуваме градината во тајност. Да, господине, рече стариот Бен, додека ги сушеше очите. Тоа беше првото од многуте убави попладневни часови во тајната градина. Дикон и Мери го носеа Колин таму скоро секој ден. И тој ги виде сите промени што се случуваа таму во текот на пролетта и почетокот на летото. Стариот Бен сега во тајност им се придружуваше колку што можеше почесто. Еден ден Колин разговараше со сите нив. Слушајте ме сите. Мислам дека има нешто како магија што прави градините да растат и работите да се случуваат. Можеби ако верувам во тоа, магијата ќе ме направи силна. Ајде сите да седнеме во круг и да побараме магијата да работи. Така сите се поставија на тревата во круг. Дикон со неговата врана, неговата лисица и двете верверички, Мери, Колин и Бен. Колин ги повтори овие зборови неколку пати. Сонцето сјаеше. Ова е магија, да бидам силен. Ова е магија. Магио, помогни ми. Магио, помогни ми. Колин конечно застана. Сега ќе шетам низ градината, рече тој, и го зеде Дикон за раката. Полека одеше од еден зид до друг, следен одблиску од Мери и од Бен. И кога го помина целиот пат, рече: гледаш, можам да одам сега. Магијата успеа. Прекрасно е, извика Мери. Твојот татко ќе помисли дека сонува кога ќе те види. Се уште нема да му кажам, ќе го чувам во тајност од сите. Ќе дојдам во градината, ќе шетам и ќе трчам малку повеќе секој ден се додека не бидам здрав како секое друго момче. Потоа, кога татко ми ќе дојде дома, ќе одам кај него и ќе му речам: еве ме татко, гледаш, нема да умрам. Но сега започна тешко време за Колин и Мери. Дикон ни кажа за сена мајка си една вечер, додека ја копаше градината во колибата. Гледаш, мајка, тие не сакаат докторот или слугите да погодат дека Колин може да оди дека станува подобар. Затоа тие мора да се преправаат дека е се уште болен и непријатен како порано. Ако тие трчаат по цел ден на свеж воздух, што ќе ги направи гладни, треба да размислам. Да, тоа е проблемот. И двајцата стануваат подебели и поздрави, а сега навистина уживаат во храната. Но тие мора да испратат дел од тоа неизедено назад во кујната. Ако го изедат сето тоа, луѓето ќе сватат колку се здрави. Понекогаш се многу гладни. Знам што можеме да направиме, рече господја Соверби. Можете да однесете малку свежо млеко и малку од мојот новопечен леб во градината наутро. Ако го изедат тоа, ќе им биде многу добро. Каква игра играат тие деца, и таа се насмеа, па и надојдоа солзи. Едно попладне, кога сите работеа во градината, вратата се отвори и жената Тивко влезе внатре. Тоа е мајка ми, извика Дикон и истрча кон неа. И кажав каде е вратата, бидејќи знаев дека ќе ја чува тајната. Колин ја подаде раката кон неа. Сакам да те видам долго време, рече тој. Драго дете, шепна Сузан Соверби, држејќи го за рака. Ист си како мајка ти, дали знаеш? Внимателно го праша Колин. Тоа ќе направи на татко ми да му се допаѓам? Сигурна сум дека ќе биде така, топло одговори таа. Мора да те види. Сега мора да дојде дома. Гледате колку е здраво момчето Сузан? Праша стариот Бен. Погледнете колку му се силни и прави нозете. Да, таа се насмеа. Играњето и работата надвор и јадењето добра храна од Јоркшир го направија силен. И господица Мери исто така, додаде таа, свртувајќи се кон Мери. Мери, слушнав дека твојата мајка била многу убава жена. Наскоро ќе бидеш убава како неа. Дали верувате во магија? Ја праша Колин.
Верувам, одговори таа, но секој дава различно име. Магијата го прави сонцето да свети, семињата да растат, а те направи и тебе здрав. Таа седна на тревата и остана малку разговарајќи и смејќи се со децата во тивката сончева градина. Посакувам да ми беше мајка, шепна тој. Кога таа стана да замине, Колин одеднаш и подаде рака. Господја Соверби ги стави рацете околу него и го држеше до себе. Драго дете, ти си близок со мајка ти колку што сакаш овде во незината градина. А татко ти ќе се врати наскоро.